Владата во Грција, со која што често пати еднаш во Брисел, сега повторно преход на Антонио Милошевски, имаше средба, се надам дека така ќе продолжи. Се среќаваме, разговараме и на тој начин и подобро ќе се разбереме. Во однос на позицијата поврзана со нашето уставно име, морам да ви кажам дека практично денеска ми беше соопштено дека грчката страна останува на позициите кои што ги презентираше нивниот преговарач во Њујорк, како поврзано со името, така поврзано и со идентитетот, и во тој поглед не можам да кажам дека имаме некаков прогрес, но ќе продолжиме со разговори, ќе продолжиме со диалог, а преговарачите ќе продолжат и со нивниот дел, односно разговорите што ги имаат во Њујорк. Мислам дека што почесто се среќаваме, што почесто имаме средби, ќе биде подобро и така се и поголеми шансите да се дојде до решение. Она што исто така го побарав од господинот Папандрео е уште еднаш да размислат за она што треба да се случи во декември, односно за неставање блокада на Република Македонија и добивање на датум за почеток на преговорите. Укажав дека искуствата од минатото, особено од Букуреш, покажуваа дека тоа не е начинот со кој што ќе се принуди некој да направи нешто што не може да го направи. Напротив, букурешкото искуство, блокадата што беше ставена тогаш, дополнително ги влоши односите, дополнително не оддалечи и како што гледате во оваа година и половина, и повеќе од половина година и можеби и 8-9 месеци, имавме пооддалечени позиции отколку што имавме пред Букуреш, така што доколку некој смета дека тоа што ќе не блокира, дека веднаш наредниот месец тоа ќе го реши проблемот, се покаже дека тоа не е така. Тоа само може да е влоши атмосферата. А ние не сакаме да се влоши атмосферата и се надевам дека и Грција не сака да се влоши атмосферата. Така што апелирав на тоа да уште една се размисли пред било каков чекор да се преземе, кој што ќе има негативни, далекосежни негативни реперкусии во односите меѓу државите и кој што на некој начин не е европски пример. Значи не е европски некој некого да блокира и да го притиска и да го уценува и така натаму. А разговорите треба да ги продолжиме и треба да продолжиме да бараме решение. Ние сакаме да најдеме решение. Наш интерес државен е да се најде решение и да воспоставиме добри односи со Република Грција, во кој што нема да имаме многу отворени прашања. И онака, економски сме добро поврзани, многу нивни компании инвестираат во Македонија, многу наши компании имаат трговија со грчките компании и во тој дел, иако постои простор уште повеќе да се подобри, сепак сме далеку понапред отколку во политичкиот дел. Но со блокади, со уцени, на таков начин не се постигнува прогрес. Прогрес се постигнува со разговор, со диалог, со меѓусебно разбирање, со објаснување на потешкотиите на едната и потешкотиите на другата страна и со врзгување позитивна енергија, а не со негативна енергија, со негативни изјави, со закани, со притисок, со уцени. Тоа се покаже за едноставно нешто што не дава резултат. И од тој аспект уште еднаш апелира во тој дел. Како и да е, разговорите ќе продолжат и во наредниот период, со надеж дека ќе се изнеди некакво заеднички прифатливо решение. Благодарам.